Вработените од Зоолошка градина Скопје немаат земено плата од февруари. Менаџментот вели дека навремено ги изработиле за Министерството за култура да ги исплати. Министерот за култура Зоран Љутков вели дека до нив уште не е доставена пресметка, која потоа оди на исплата во Министерството за финансии. За тоа време вработената Тина Мицковска посочува дека нема да имаат ни здравствено осигурување. Едно празнично хајку за 1 мај. Последната плата ни беше за февруари, од утре ни здравствено ќе немаме. Платата за март не знаеме до кога ќе ја нема, пишува Мицковска на социјалните мрежи. Директорот на ЗОО Скопје Зоран Попов вели дека платите за вработените се навремено изготвени и испратени во Министерството за култура и Министерството за финансии. Платите за сите културни установи во град Скопје ги обезбедува Министерството за култура, вели Попов. Истовремено од ЗОО Скопје објаснуваат дека од страна на Министерството за култура до нивната институција бил испратен мејл врз основа на кој барале сите јавни установи од културата да направат незаконски измени на пресметките за мартовските плати без правна основа, спротивно на колективниот договор. Зоолошка градина, како и сите други јавни установи, испрати официјални забелешки и прашања до Министерството, бидејќи насоките во мејлот беа нејасни, велат од ЗОО, но до денеска немаме добиено никаков одговор. Согласно насоките од Министерството за култура кои беа дадени за директорите, истите се принудуваат да ги поништат старите решенија за плата и да изготват нови. Министерот Љутков пак е дециден, се уште немаат доставено ништо до нас. Не е точно, платите ни се стигнати до нас. Не е можно за 125 институции да сме изработила, само за скопските не. Точно е дека ние ги обезбедуваме, но треба да стигнат до нас. Пред да стигнат до нас треба да се одобрени од градоначалник. Инаку уште вчера добив информација од вработените од Зоолошка дека не ни почнала да се изработува платата, вели Љутков. За околу 1 месец треба да почне пилот проектот во населбата Капиштет, со откако Советот на општина Центар едногласно ја прифати иницијативата на Ненад Матерски, советник од СДСМ, за воведување чуварска служба која треба да придонесе да се намалат и да се спречат се почестите кршења и оштетувања на урбаната опрема, детските и спортски игралишта, дрворедите и урбаното зеленило. Службата би била постојано мобилна на терен, доколку забележи некои незаконски действија. Веднаш би го информирала општинскиот инспектор и Министерството за внатрешни работи. Граѓаните ќе можат за секое недозволено действие и однесување во однос на врсничко насилство, вандализам, неправилно фрлање смети и слично да им се обратат на чуварите, истакнува советникот во општина Центар Ненад Матерски. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека со одлука на Советот на општината за прв пат се воведуваат 2 мерки за поддршка на граѓаните: субвенции за набавка на велосипеди и набавка на клима уреди и топлотни помпи. За субвенции за велосипеди во буџетот на општината за 2025 се издвоени 500.000 денари. Граѓаните ќе може да добијат поврат до 3.000 денари за велосипед купен во периодот од 1.1. до 30.6.2025 година. За прв пат се доделуваат и субвенции за еколошки грејни уреди, клима уреди и топлотни помпи. За оваа мерка се предвидени средства во висина од 1 милион денари. Граѓаните кои заменуваат постоечки нееколошки уреди ќе може да добијат до 15.000 денари за клима уред и до 21.000 денари за топлотна помпа, напиша Стојковски на социјалните мрежи. Тој посочи дека овие мерки имаат за цел да го поддржат еколошкиот и здрав животен стил, како и да поттикнат премин кон почисти и поодржливи извори на енергија. Малолетен мотоциклист е тешко повреден во сообраќајка во Скопско. На 30.4.2025 во 20 часот и 40 минути во СВР Скопје било пријавено дека на крстосницата од локалниот пат од селото Сарај кон селото Глумово, Скопско, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со скопски регистарски ознаки, управувано од 46 годишната МБ од Скопје и мотоцикл управуван од малолетник од селото Глумово, Скопско. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно